Македонската економија се движи во позитивна насока на стабилизиран раст и умерено ниво на инфлација. Експертите сметаат дека таа има капацитет да се зголеми над 3%, како што проектира Светска банка во најновиот извештај, главно поради поголемата домашна побарувачка, јавните инвестиции и извозот. Експертите велат дека се забележува дека активностите забрзуваат, но владата треба да внимава на влошените демографски промени и ефикасноста на институциите. Тие сметаат дека се добри показателите за намалување на невработеноста и раст на платите. За поголем економски раст, клучно е според нив зголемувањето на продуктивноста. Во период каде имате внимателна монетарна политика, која што предвидува одредено заострување и реалниот раст од над 3% може да биде задоволителен или да биде констатирана позитивна насока и стабилизација на македонската економија. Секако, ризиците тука ги спомнавте и вие во прашањето од ваша страна, се демографските трендови и одредени фискални притисоци на поведок кои се очекуваат понатаму. За аналитичарите добро е што инфлацијата полека почнува да забавува. Очекувањата се дека таа може да се сведе на околу 2% следната година без дополнителни мерки. Секако тоа би се случило доколку не се заострат ризиците и притисоците врз цените во регионот и на глобално ниво, вели универзитетскиот професор Синиша Наумовски. Политиките на владата треба според него да бидат насочени кон поттикнување на домашното производство. Оние реформи или оние чекори кои треба да ги превземат чинителите на економски и државни политики кај нас, ќе бидат токму во зголемување на домашното производство или на земјоделското производство. Тука ја гледам јас големиот исчекор во поглед на сведување на инфлацијата. Инаку државната статистика измери годишна инфлација од 4% во септември, што е намалување за 0,2% поени споредено со август. Намалувањето за само еден месец е резултат главно на пониските трошоци на живот кај транспортните услуги за 3,3%, рестораните и хотелите за 1,3% и рекреација и култура за 0,7%. Светска банка пак очекува инфлацијата да се сведе на 2% во 2027 година.